Следува вториот разговор за ова утро. Нашата Слободанка и гостите се веќе на своите места во другиот дел на студиото, кој што ни е наменет за гости. Ова утро заедно со нас се Наско Чапар и Весна Крстевска. Добро утро. Ке зборувате, Слободанка, за нешто убаво, за музика? Ќе зборуваме за музика, но и ќе ја слушаме музиката на многу интересен, кога имав можност да ги погледнам и секако и од предходно. Меѓутоа овие две музички номери кои што за ова утро ги одбравме се многу интересни и специфични. Морам да кажам на необичен начин на кој што ние сме навикнати да слушаме пеење и изведување на наши стари македонски песни. Дали сум во право? Ајде да ве слушнеме. Одлично, да. Благодарам за најавата. Јас прво ќе ви кажам добро утро. Благодарам што одвоивте време да ни бидете наши гости ова утро, во Добро утро секое утро. Драго ми е што ќе имаме можност да зборуваме, како што кажа Ирена, за нешто убаво, но ајде малку сега на гледачите да ги опуштиме од овие теми и така натаму со една ваша убава музичка номера и ќе се вратиме со разговор. Благодариме на встапениот простор. И имаме време да се заблагодариме на крајот. Ајде, музика.
Да, ова се наши македонски песни, изведени на ваш начин и секако убави и за слух и интересен текст. Меѓутоа мора да кажеме оваа песна за што се работи и од кој крај е? Па се работи и сака. Да. Не знам што сака. Така, да, текстот интересен, да, пазам те пазам. Мислам дека од Кавадаречки. Од Кавадаречки од крај, така? Да, иначе песните, прво да кажам сега, ова е една од номера што имавме прилика да ја слушнеме. Снимавме околу 7-8 и аудио и видео. Спотови. И правиме се уште неколку. Така, ова се песни кои што ние можеби или па еве можеби некои од гледачите не толку многу им се познати, но вие на ваков начин ги заживувате. Јас ги познавам бидејќи сум музичар, а на радио веќе не ги слушам овие песни. За жал. За жал. Да. И така ми дојде сега тоа. Ајде сега ги сила е он главен протагонист, ама јас сега да Ке зборуваме, имаме време, да. Како ми дојде идејата за ова сега, ако сакаше тоа да ме прашаш. Секако дека да. Имав прилики за ваков вид на песни и музика. Да, овие се малце помодерни аранжмани. И сакав да дадам малку поурбан и ова е снимено со жив оркестар. Одлична музика, мора да кажам, да. Благодарам. Значи не користев електроника како само хармониката. Само знаеш ме кајде да помине. Прво, не знам дали забележа дека сите спотови се со носија. Да, секако. Значи, тоа автентично за нас. Сакам да биде надокнадено народното. Да. Сега ставив малце тука необични аранжмани правев соло гитара, тамбура, гајди, кавали. Знаеш, према аранжманот, према тоа кој кајде лежи и што сака. Еве вака да биде лепливо за ово и убаво за слушање, така, да не тера да станеме да заиграме. Ете, тоа ми беше и целта. Така. И сега, како да не бидам погрешно разбран, јас овој проект прво почнав да го правам со покойната Марина Пукарич, Бог да ја прости, и таа беше, немам тука збор, и се случи тоа што се случи. И сега викам, таа една мала пауза, кога додека се запомнам со неа. И викам, ќе продолжам да го правам тоа и ќе аплицираме во Министерството за култура. Ама нема ништо од тоа. И сега си одиме ние. Ако, да. Тоа е убаво. Кога сте двајцата вака во комбинација, мощна и интересна, морам да признам. Долго време сме со хармониката, години, професионални во својата работа, меѓутоа како дојдовме Весна до соработка со Наско Чапар? Се сретнавме, прво да ги поздравам гледачите. Секако. Добро утро за сите. И се сретнавме во една прослава, така чисто спонтано он беше сам, ајде да запеам, натера таму бевме со Лоза од клубот на жени со визија. И она ајде запеј нешто и во тој момент уствари почнавме и да размислуваме за соработка, многу се двоумев, пошто веќе, нели, ајде, како да кажам, и со семејство и деца по возраст, и меѓутоа најголемата поддршка пак ја добив од нив. Од семејството, браво, секоја чест. Затоа што сигурно знаеле колку ја имате љубовта кон музиката и кон пеењето. Да, прво тоа, друго едниот седми е музичар, исто тој свири бас гитара. Браво. Да. Веќе има свој бенд, а другиот е уметник. Одлично. И двајцата се некако во тие води, па веројатно осетиле и знаат како е да се биде уметник, да сакаш музика, да пееш. И да го правиш тоа, зашто и те двајцата го прават баш тоа што го сакаат. Да. Меѓутоа пееме на многу јазици, морам тоа да го потенцирам кај вас. Ние сега имавме можност да слушнеме ќе слушнеме наши македонски песни. Алфа е секогаш за тоа, меѓутоа вие пеете и на многу други јазици, шлагери, евергрини, шансони, како да ги наречеме, рековме се исто како и да ги наречеме тие се. Пеете на француски јазик, на италијански јазик, на шпански јазик, на турски јазик, на албански јазик, на румунски, на грчки, како е сето? Може нешто изоставив, не знам. Сега и арапски почнуваме. Како е можно? Да, браво, секоја чест. Не, да кажам за ова запознавање од Саора. Јас свирам таму, сам. И си свирав нешто нека боса нова, така. И уморен, носев инструменти, така, а се случува... Музичарите секогаш имате проблем со тоа. И сега, и свирам, девојката од Панама една песна убава, боса нова. И се она доаѓа до мене и ми вика, може да пеам? И ја гледам, викам, кој е ова?
Викам, чекај да завршам со ова, па ќе почнеме. Ја мислам, джумбуштија нешто, ставам игра тие работи. Так. Не вика, ова сакам да пеам. А се препозна во тоа што го слушна, така? Леле, ја викам, кој е ова? Кревети микрофон. Одлично, и ден денес. А, Колку ми- време сме заедно? Три години. 3 години со настапи, да. Имав среќа што она ги пееше истите тонalitети што ги пееше и Марина. И прима висла одма ги свирев. Така, и И веднаш се завршивме со совпадна. джингерлака на крај, нема проблем. Секако вид на музика пееме, ова е доказна или што сега исто го видовме негување на нашата македонска традиционална песна музика со автентична носење Да. и така натаму и сето тоа е навистина за голем поздрав, но кажавме како што напоменав дека и на многу други јазици. Да. Ме интересира одговорот како е сето тоа возможно и како е да се има слух, како е да се премине од еден јазик на друг јазик кога пееме песни или како Со го труд. правиме тоа? Со труд. Да. Со труд и Вежбаме со слушање. многу. Кој Со јазик го зборуваме покрај македонскиот, со оглед на тоа дека овие другите се со слух? Италијански и англиски зборувам, шпански исто. Така. Помалку го разбирам, мислам, го користам, меѓутоа не е онака како што би сакала, го учам. Но преку песната Да, убаво Не, го она живееше во Италија? Јас Така. живеев во Италија, Колку таму го време? научив италијанскиот јазик. Една година живеев, моите таму работеа, Аха. беа на времето таму. Така. И јас во тој период додека бев таму имав можност да го научам и тоа го научив буквално перфектно да го зборувам јазикот. Се после со години, нели, сега кога ќе се сретнам со некого и кога зборувам, ми викаат како толку добро зборуваш, зашто веројатно и она на гласокот и сето тоа го потребувам баш како што треба. Така. Дури ја не сум свесна дека тоа е така. На италијански. Како Да. ќе му дојде на италијански добро утро секое утро? Бонџорно, они џорно. Бонџорно, они џорно. Убаво го кажав, најверојатно добро. Интересно звучи. Значи, кога познаваме, имаме познавање на италијанскиот јазик, еве како што напоменавме англискиот, меѓутоа еве за оние останатите многу ме интересира, ако немаме некое многу добро познавање, како добро го совладуваме во песните. Колку вежбаме, колку труд се вложува. Многу вежбам. Кој вид на евергрини, кои песни ги пееме? Еве, например, француска да земеме некоја. Па бегини, босанови, Томбала нежа. да, тоа. Така. Тие малку по старата музика. Да, Така. постара музика која што еве Музика за уживање. Да, Ето. да, конкретно за италијанската музика ќе кажам. Имавме групи кои што идевме, они доаѓаат тука во Скопје и ни беа гости, нели? И ние кога пеевме, они се чудат од кај се ави овие песни, дури кои знаат кога се нашите, таму не ги пеат, вие ги пеете. Навистина. Останале песни кои што како беше 1800 и 1600 години. 1600 Тоа Некој години. рефренче би можеле ова утро малку барем да слушнеме, со оглед на тоа дека зборуваме за ова, барем да знаат гледачите зашто Па ја зборуваме. сакам студијатурата да ја донесам. Да, овде. меѓутоа немаме можност за жал, но еве да се надеваме во некоја следна прилика ќе може. Ќе може ли рефренче? Ајде, воларе, тај. Penso che un sogno così non ricordi mai più. Mi dipingevo le mani, le faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh. Cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Браво, секоја чест. Зашто се работи превод? Воларе, Воларе, дека да. од љубовта, Од летаме во облаците. Во облаците, доволно е. Тука нека остане. И вели дека е среќен и кога е горе, и кога е долу, кога е со личноста што ја сака. Сака. О, колку убав текст, Тие- одличен. тие- И позната нормално Овие вргини музичка ги номера. свиретме сега, ние ретото бевме Да, малку. сега тоа ќе ми беше моето следно прашање. Еве кажавме дека сме 3 години, имаме време да ги искористиме овие последни минутки, затоа што ќе пуштиме уште едно ваше спотче со пазам те, не, сакајаме, Сакајаме, и тоа ќе сакајаме. кажеме од кој крај. Меѓутоа, еве за настапите, настапувате на море. Така?
Блазесиви, што да ви кажам. Да, бевме ли Каде тоа? бевте и како си поминавте, како бевте прифатени од таму сите оние кои што има можност да го проследат вашиот Да, летово настап? бевме во Црна Гора, бевме сместени во еден камп. Свиревме Таму 3-4 места. Да, на неколку Покрај море места. овие песни сега за кои што зборуваме, шансони, евергрини. Па ти не знаеш како беше ведега. Можам да замислам како е, шо поготово за прешло. залюбените. Парови сигурно многу, со винце пред нив и со сите. Имавме моменти кога правевме во кампот баш Аха. забави. Верувам. И луѓе кои проаѓаа покрај оградата, Застанува. застанува и сите ракоплеска онака и Они пари ти дава. и ќе застанат и преку ограда вака ми правиме. Одлично. Ама, Беше прекрасно Тоа чувството. значи дека се задоволни од тоа што го слуша. Да, Така. да. ама свиревме ние, се свиревме. Па и се спогодија некои дечки од Србија игра, вика нешто овлашко, некои брзи. Така застана таму. Да, тоа е предноста кајва што вие покрај она што е наше традиционално, без разлика нели од кој крај да е музика, сите жанрови да кажам ги имате. Слободанки, ние Совладано и нема проблем никаков кајва. Со Ние- од Евергрин можеме да преминеме на джингерлака, како го кажам. Има еден термин, кај да сме музичарите, мислам, Аха. тезгароши. Така. Тезгарош е не тешко да бидеш, да знаеш. Верувам. Затоа што Верувам. други музичари стаја отите и мала вечна музика таа да и Така. си свири. Овде ти бара еден ова, другиот овде ти бара. Точно. Да. Зависно нели од расположението какво Да, е да. и до кој го доведе. А таму е секогаш добро. Секогаш се знае да си има свој ред. Меѓутоа, како што споменавме кај вас, зависно од моментот, нели, кој Да. како ќе му дојде, Да. и си бара од вас, Првиот- за да се задоволат вкусовите на сите, нели, не е само еден. Првото разочување кога бев уште кога го учев Аха. музичкиот занет, првото разочување ми беше кога ме викнаа на свирка и не ми дадоа цела гажа пари. И Така. отидов да се жалам кај еден постар музичар. И сега пази, секој е лошо што вика Заедно. стави заедно. И одам кај него му викаме вака бе што ми направи. Те се смеа, знаеш. Ти вика знаеш ли кај си легол? Си легол во шоу бизнис. Бе. Така Таму е. има едно правило, нема правило. Така, сега, зависно од после тоа моментот. што ме утеши, вика, мене ако јас памтам што ми прави, ја не може да поставам више. И Со вас многу помалку зборување, затоа што сме тука повеќе за музика и за песна, меѓутоа го истакнавме на поважното и кажавме кои сте, што сте и секако за сите убави можни настапи тука сте достапни да ви сконтактираат. Ке ја слушнеме за крај, односно од нашиот разговор, ова што ја споменавме, од кој крај сакајаме таа е шопска песна. Да, Некаде од источниот грен. од источниот Дали крај, е да. Паланка, дали Меѓутоа е ја доле. заживуваме на ваков Али се начин. игра во 4/4 паланечка тројка. Паланечка тројка, така. И со задоволство ја правев, ја Ке ја речнувам. слушнеме во продолжение. Многу ќе ви се заблагодарам што бевте дел од утринската програма, па се гледаме повторно. Се надевам во живо некогаш ќе Напрема се може. подолго да трае. Да, ќе изведеме. Толку ние за сите. Благодарам уште еднаш.